Во Охрид започна 16-тата школа за млади лидери на председателот Ѓорѓе Иванов со тема Младинска агенда за одржлив развој. Програмата комбинира онлайн и присуствени активности, а учествуваат 40 млади од земјата и странство. Иванов нагласи дека идните лидери треба да создаваат синергија со вештачката интелигенција, но да останат човечни и етични. Говореа и министерот Андоновски и представници на Freedom House и Обединетите нации, кои ја истакнаа улогата на младите во градењето одржлив и демократски свет. Државната изборна комисија ги утврди новите пратеници што ќе ги заменат Бети Стаменковска-Трајковска, Јане Мицевски и Дејан Продановски, кои станаа градоначалници. На нивно место доаѓаат Александра Николовска, Мартин Стојановски и Мито Андонов од коалицијата Твоја Македонија. Државната изборна комисија ќе им издаде уверенија, а собранието ќе ги верификува нивните мандати. Европската комисија во најновиот извештај оценува дека Македонија се уште не ги усвоила уставните измени за внесување на заедниците, вклучувајќи ги и бугарите, што е преземена обврска. Забележан е ограничен напредок во правдата и борбата против корупцијата, но позитивно се оценува усогласувањето со надворешната и одбранбената политика на Европската унија и приклучувањето кон Конвенцијата за заеднички транзит. Комисијата поздравува активирање на Советот за соработка со граѓанското општество, но укажува на застој во медиумската слобода. Во Фоча, Босна и Херцеговина, е потврден случај на тифус кај студентка од Индија која студира на медицинскиот факултет. Болеста, одамна искоренета во регионот, се поврзува со лошите хигиенски услови во кои живеела студентката. Таа е изолирана, а здравствените институции и факултетот презедоа мерки за нејзино лекување и спречување на ширењето на инфекцијата. Врховниот суд на Косово ја потврди забраната за носење хиџаб во јавните училишта, оценувајќи дека таа е во согласност со правилата за облекување што ги пропиша Министерството за образование. Судот ја одби тужбата на Сдруженијето Арита, кое тврдеше дека мерката е дискриминаторска. Одлуката повторно ја отвори дебатата во земјата, каде повеќето жители се муслимани, додека исламската заедница нагласува дека хиџабот е верска обврска, а не униформа. Австралија ќе воведе програма со која сите домакинства, дури и без соларни панели, ќе добиваат најмалку 3 часа бесплатна сончева енергија дневно од 2026 година. Програмата Solar Share прво ќе започне во неколку сојузни држави, а граѓаните ќе можат да ја користат бесплатната енергија во периодите на најголемо производство, главно на пладне. Целта е да се поттикне користење на обновливи извори и да се намалат трошоците и емисиите на гасови. Администрацијата на председателот Доналд Трамп најави дека во ноември ќе ја намали помошта во храна за околу 42 милиони американци поради блокадата на буџетот. Владата ќе искористи 4,65 милијарди долари од итниот фонд за делумно финансирање на програмата SNAP, која обезбедува храна за граѓаните со ниски приходи. Средствата ќе покријат само половина од потребите, а хуманитарните организации предупредуваат дека кратењето ќе ги погоди најранливите семејства и повозрасните лица. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, особено предпладне. Ќе дува умерен дожд по Вардарието, засилен северен ветер. Во Скопје кон крајот на денот, особено во текот на ноќта, ќе има врнежи од дожд кои повремено ќе бидат пообилни. Во текот на ноќта и утре ќе дува засилен северен ветер. Според управата за хидрометеоролошки работи, в среда и четврток ќе преовладува претежно стабилно време. Нови локални врнежи од дожд повторно се очекуваат во петок и во деновите од викендот.